Во Штип се одбележа 200 годишнината од првата антологија на европскиот и светски расказ Чудата на Пресвета Богородица од Јоаким Крчовски. Станува збор за најчитаната книга во словенскиот дел во текот на 19 век, кој истиот период доживува 5 изданија. Особено е значајно што оваа книга излегла токму на народен македонски јазик. Таа е објавена во Будим со поддршка на македонските трговци, кои што биле особено горди на оваа книга и дури би рекле, еден од македонските трговци ја чекал со воодушевување оваа книга да излезе од печатницата во Будим и напишал за тоа собствен запис. Ова и многу други податоци беа кажани денес на предавање пред штипските студенти, за кои гостувањата на вакви еминентни професори значат многу. Поради тоа што ние како филолози пред се треба да го цениме и да го сакаме и љубиме македонскиот, нашиот мајчин македонски јазик, а еден таков голем љубител на македонскиот јазик е токму нашиот професор, денешниот гостин, професор доктор Димитар Пандев, чија што главна обсесија е љубовта кон славистиката и кон македонскиот јазик. Инаку, првото издание на антологијата Чудесата на Пресвета Богородица е објавена на 23 мај 1817 година. Јоаким Крчовски, првиот македонски просветител, кој со своето дело и свештеничка професија бил народен учител и просветител на македонците во првата половина на 19 век. Неговите дела одиграле важна улога во верската и моралната просвета. Зацврстувањето на верата значило и зацврстување на националната свест. Неговите текстови не се со оригинална содржина, тие се преводи или преработки на христијански текстови, но важно е тоа што се напишани на народен македонски јазик на кратовско-кривопаланички говор, со примеси од западните говори и црквено-словенски елементи. Затоа тие представуваат почеток на новата македонска литература.